Добро утро на сите. Денеска организираме јавна дебата за новата верзија на Законот за спречување на корупција. На законот работеше експертска група во која што беа сочинети експерти, представници на платформата на граѓанските организации, представници на институциите. Сакавме да ги слушнеме сите оние кои што може да придонесат за подобра антикорупцијска рамка со цел да се воспостават ефикасни механизми за борба против корупцијата. Со оглед на тоа што во текот на работата се согледа дека измените кои што се предлагаат надминуваат 1/3 од почетниот текст на законот, неминовно според правилата во Република Македонија за пишување на закони, се наметна новиот текст кој што ќе оди во собрание да биде интегрален законски текст. Од тие причини законот кој што во моментот го ставаме на дебата, односно е веќе ставено денеска го дебатираме, е закон кој што ги обединува Законот за спречување на корупција и Законот за судир на интереси. Внатре се содржани неколку новини кои што треба да ги исполнат препораките на ГРЕКО, препораките на Европската комисија и она што значи препораки имаше и од ПРИБЕ и неговата експертска група и од ОДИХР во делот на финансирањето на изборните кампањи. Една од новините е различен состав на Државната комисија за спречување на корупција и транспарентна постапка за нејзин избор. Дадени се две алтернативи во текстот, со оглед на тоа што во дебатата во работната група произлегоа две различни алтернативи за избор. Сметавме дека е добро да ги споделиме со јавноста и да ги слушнеме аргументите за и против истите. Понатаму во делот на зголемување на надлежностите на Државната комисија за спречување на корупција, дадени се зајакнати надлежности кои што ќе значат пристап до банкарските сметки на лицата кои што се носители на јавни функции и зголемени надлежности во однос на контролата на имот. Се предвидуваат и основи за зајакнато финансирање на Државната комисија за спречување на корупција со цел да може да ги врши своите овластувања. Понатаму во делот на финансирање на изборните кампањи содржани се рокови во кои што во текот на една изборна кампања Државната комисија за спречување на корупција ќе мора да се произнесе за евентуални нерегуларности во финансирањето на изборните кампањи на некоја политичка партија или организатор на изборна кампања. И секако, доколку станува збор за злоупотреба на буџетски средства во кампања, исто така Државната комисија за спречување на корупција ќе има кратки рокови за постапување со цел да не се повторуваат случаи кога имаше отворено постапки пред комисијата, но тие нема завршница во текот на изборната кампања. Сметаме дека текстот кој што е ставен на дебата е солидно подобрување на законската рамка во Република Македонија. Секако сите сугестии се добредојдени за подобрување на овој текст. Министерке, која е гаранцијата околу одговорноста ме интересира на членовите на антикорупцијска дека стварно со овој закон што го предлагате ќе се стави крај на злоупотребата на корупцијата? Значи едно од инсистирањата на работната група и моето инсистирање беше да се имплементира препораката на Европската комисија, тоа е да воспоставиме транспарентна постапка во избор на членовите на Државната комисија за спречување на корупција и утврдување на критериуми кои што ќе значат одделување на Државната комисија надвор од политиката. Ќе видите дека еден од критериумите за избор е да лицето кое што ќе биде избрано за член или председател на Државната комисија за спречување на корупција да не вршело политичка функција во владата, во парламентот, ниту да било донатор на политички партии во последните 10 години. На никој начин сакаме да имаме лица кои што не биле тесно врзани со политичките партии. Воспоставени се критериуми како што се искуство во откривање или спречување на корупција, професионално искуство, но секако своја гаранција е и постапката за избор. Значи, едната алтернатива која што постои во законот предвидува транспарентна постапка во собранието за избор на
членови на Државната комисија за спречување на корупција, каде што новинарските здруженија и невладините организации кои што работат во сферата на корупцијата ќе можат да номинираат представници кои што ќе учествуваат во интервјуирањето на кандидатите за членови на Државната комисија. Сакаме да ја направиме постапката транспарентна, јавноста да може да види кои се всушност луѓето кои што се кандидирани на тие функции и секако да биде избрано она што е најдобро како кандидати во тој момент. А кога би требало да биде формирана? Значи, јас навистина сакам оваа дебата да заврши што е можно побрзо, во смисла да добиеме квалитетни евентуално сугестии, предлози што поскоро и веднаш да после референдумот да можеме да го пуштиме во собрание законот. Се надевам дека собраниските процедури ќе одат поефикасно за до крајот на октомври да имаме избрана комисија. Министерке, зошто е одбиена барањето за надомест за бившите осудени за случајот Сопот? Значи, од аспект на Министерството за правда, ние немаме одбивања, туку постапката оди оние кои што бараат, ако им е досудено во судот, значи судот им досудува дека биле неправедно притварани и слично. Во тој случај тие се обраќаат до Министерството за правда за спогодба, со оглед на тоа што нема критериуми врз основа на кои што може да се направи таа спогодба, ние ги упатуваме на судско остварување на правата. Така што тоа е стандардна процедура која што оди буквално за сите, нема посебни принципи кои што би важеле за овој конкретен случај. Во врска со антикорупцијската комисија веќе неколку месеци, повеќе од половина година нема антикорупцијска комисија, веќе се забележува таа тупка што е прави. Зошто се дозволи таква тупка во таа област? Значи, вие видовте дека претходниот состав на Државната комисија за спречување на корупција го имавме, како воопшто да го немавме. Со оглед на корупцијските или сомневањата и скандалите кои што излегоа во самата корупција, членовите поднесоа оставки, едноставно се наметна потоа согласно она што беше дадено веќе како препорака од Европската комисија да направиме нови процедури и нов состав на Државната комисија. Една од опциите која што се разговараше беше да се избере привремен состав од неколку месеци на Државна комисија за спречување на корупција, за потоа да се носи овој закон, па да се бира друг состав. Мојот став и ставот на владата беше дека ни треба солидна рамка која што ќе врз основа на која што ќе биде избран навистина професионален состав, а не само колку да покажеме дека сме избрали за 6 месеци, така што природниот след на работите водеше да треба да се изработи закон не се пишува за еден ден, потоа да ја спроведеме оваа јавна дебата. Јас се надевам дека навистина овие критериуми кои што се воспоставени ќе дадат можност за сериозен пристап во изборот на комисијата со еден капацитетен состав и мислам дека овој ваков простор ќе биде надоместен. Во врска со двете екстрадиции, едната од Грција за Горан Груевски и Никола Бошковски и втората од Косово за Монструм. До каде се тие постапки за Монструм веќе испрати Министерството за правда, меѓутоа за ова што е за во Грција има ли известување? Значи нема известување се уште, ние испративме ургенција да добиеме известување, немаме одговор на тоа. За Монструм е испратено на Косово. Исто така барањето, значи со образложение ние го споделивме со јавноста, некои од медиумите побара, значи барањето, така што немаме одговор ни таму. Сите постапки кои што одат за екстрадиција, значи сите барања кои што биле доставени, доколку немаме одговор, ние поднесуваме и барање, односно ургенција да се процесуира случајот. Значи тоа го направивме во случајот со Даравелски, тоа го правиме еве сега и во Грција. Од Монструм, значи сега, кога беше пратена, се уште не сме пуштили ургенција, бидејќи рокот на неодговарање се смета дека е во еден пристоен рок се уште, но доколку и подолго време не добиеме одговор, ќе побараме и кај в ургенција. Министерка, дали се подготвени веќе уставните измени? Во Министерството за правда не. Министерки, уште едно прашање на одборот темата во врска со извештајот на специјалното јавно обвинителство, мислам посебниот извештај во кој што беа наведени имиња на 4 судии. Значи, овие судии се уште работат во кривичниот суд и има и председател на Врховниот суд.
и се покажа дека нема никаква одговорност за нив. Вие кога стапивте на функцијата, кажавте дека нема веќе да се бираат суди според тефтерчиња, истите суди од тефтерчињата уште судат по судовите. Значи, надлежност на Министерството за правда е да создава критериуми за избор и разрешување на судии. Ние во моментов работиме на последниот пакет измени на Законот за судови и Законот за судски совет, кој што ќе биде испратен до Венецијанската комисија повторно и во парламентот и секако ќе биде разгледуван и во Советот за реформи на судството. Но во делот на разрешувањето конкретно на суди, Министерството за правда ниту има надлежност, ниту може да се меша. Значи, ние очекуваме, како и сите граѓани што очекуваат, дека судскиот совет ќе се работи професионално работата и ќе ги земе во предвид сите укажувања, сите факти и докази кои што ги даваат релевантни институции во Република Македонија. Господин Караджовски вика не е известен. Не можел да го најде, не го прочитал. Па не знам, јас тоа е јавно достапен, значи не треба никој посебно никого да известува, извештајот е јавно достапен на веб страната, јас го прочитав од веб страна и така сум известена, не на некој специјален начин.